Дедо Мраз и тајната на лошата сина самовила. Знаеле ли некој да ми каже каде е сега Дедо Мраз? Јас слушнав дека тој веќе патува со својата санка полна со подароци за да ги израдува дечињата од целиот свет. Ама каде би можел да биде сега? Значи, Дедо Мраз веќе го поминал целиот свет и сега слушнав дека бил во некој чуден град со некои тажни деца и дека таму имало некоја лоша сина самовила. Ама требало да одгатнеме најпрви некои гатанки, а потоа ќе сме дознаеле целата вистина. По снегот летама птица не е. Со неа се лискаме, кога снег чебеловее. Што би можело тоа да биде? Санка. Санка мислиме? Да. Ајде да провериме. Во право сме? Да. Шаренград. О, ми се допаѓа. Ви се допаѓа? Шаренград. Ајде друг да видам. Како се викаше? Смешкоград. Смешкоград или Смешкоград? Смешкоград. О, а како да го викаме сега? Истоничка вака може. Шаренград, Нешкоград. Може така? Со двете нека биди. Сега слушајте. Во него се живеат многу добри дечиња. Ама замислете, тие никогаш досега немале видено снег. А знаете зошто? Зошто? Некогаш, многу одамна, лошата сина самовила ги заклучила во својот дворец сите снежни облачиња. Сега е зима, ама погледнете, никаде нема снег. Што мислите? Која е најголемата жилба на овие дечиња? Да заврне снег. Да заврне снег? Кој мисли така? Јас мислам така. Еден чуден зимски ден, дечињата од овој град решиле заедно да му напишат писмо на Дедо Мраз и да го замолат да се обиде тој да им го врати снегот. И дечиња, еве го писмото, ама што мислите? Што напишале децата? Како? Да заврни снег. Отиде тука, многу се застоиме по цела. А како го почнале писмото? Како би можело да го започнале на почетокот? Дедо Мраз. Добар ден, Дедо Мраз. Добар ден, Дедо Мраз. Или почитуван Дедо Мраз. Почитуван Дедо Мраз. Да ве замолиме, ако може, да ни помогнете. И што да ни... Да ни заврни снег. Да ни заврни снег. И каде го испратиле? И каде го испратиле дечиња писмото? Каде го испратиле писмото? Во поштата. Да, во сандучето. Ама прво што му ставиле на писмото од озгора? Подпис. Марка и печат. По пастарот, пастата, ќе му стави печат и писмото ќе патува кај Дедо Мраз.
Дедо Мраз го прочитал писмото и многу се загрижил. Малку размислил, па ја замолил баба Мразица да му помогне да се подготви за далечен пат. Еве, дури и ние сега ќе помогнеме. Ќе направиме подсетник за бабата, за да се подсетува и не заборави нешто. Она во снегу да ми се лизганам. Ќе нешто друго да најдам. Уште само малку и Дедо Мраз ќе биде спремен. Тој ја замолил баба Мразица да му стави во торбата и 5 чоколади, заедно повеќе лижалчиња, 7 мали тортички и заедно повеќе шишенца со сокче. Сега ние, еве, и за тоа ќе ја помогнеме на бабичката. 4 од 25. Ќе скроиме убаво се да биде како што посакал Дедо Мраз. 5 чоколади, заедно повеќе лижалчиња, значи 6 лижалчиња, 7 мали тортички, за едно повеќе шишенца со сокче. Значи 8 шишенца со сокче. Дедо Мраз се подготвил и тргнал на пат. Но сега, додека патувал, нешто си размислувал. Каде би можела да живее сината Самовила? Се прашувал Дедо Мраз. Што да барам јас? Некоја кукичка? Или можеби живее во некаков замок? Како би требало да изгледа местото во кое што живее сината Самовила? Тука сме. Ние повторно ќе помогнеме. Еве, може би вака изгледа. Одејќи по патот, сретнал едно девојче. Добар ден, девојче мило. И како поздравило девојчето? Добар ден, Дедо Мраз. Девојче, дали знаеш каде живее сината Самовила? Не знам, Дедо Мраз. Тоа е голема тајна. Никој не зборува за тоа. Ама, знаеш што? Сум слушнала дека длабоко во шумата имало некоја скриена чоколадна кукичка и во неа живеело девојче кое ја знаело тајната, но никому не отварало. Ти си Дедо Мраз. Може би тебе ќе те пушти во домот. Но внимавај, таму почнува земјата на снегот. Таму патот е многу тежок и темен. Ова значи дека ние повторно ќе треба да му помогнеме на Дедо Мраз. Еве, веднаш ќе го направиме тоа. Дедо Мраз успеа да ја попине снежната шума. Сега, каде се наоѓа сега Дедо Мраз? До чоколадната куќа. Значи, ние успеавме да му помогниме. Така, сега треба да му помогнеме нешто друго. Кои зборови треба да ги кажи, некои зборови да му смислиме убави, за да го пушти девојчето? Како да го замоли? Девојче, подароче. Подароче ќе ти дадам. И така ако му каже, девојчето ќе го пушти Дедо Мраз во кукичката? Така. И го пушти. Навистина го пушти Дедо Мраз и Дедо Мраз си влезе во кукичката. Несните родители ги заробила снежната Самовила да ја бидат слуги. А бидејќи не сакала деца, девојчево го оставила да живее само во оваа скриена кукичка длабоко во шумата. Дедо Мраз, јас сум слушнала дека сината Самовила живее многу далеку, преку 7 планини и 4 езера. Таму е невозможно да се стигне.
се зборува дека таму може да се стигне само со помош на кокошката која несе волшебни јајца. Но јас толку време ја барам и никаде ја нема. Ама знаеш што? Во шумата живее детенце со црвено капче. Ми рече дека знае каде живее кокошката, но најпрвин требаше да ја погодам загадката што ми ја кажа, а јас не знаев. Оди и најди го него. Може би ти ќе знаеш да ја исполниш неговата желба. Сега слушајте ја внимателно загадката. Јас сакам тука до мене да стои пријател мој нов, без куќа и кров, со топчеста глава и топчеста става, како млеко бел и студен да е цел. Што би можело тоа да биде? И само што го нацртавме Снешко, тој во истиот миг се претвори во голема кокошка. Пред неа во истиот миг се појави големо сиво јајце. Го гледате дечиња јајцето каде? 1, 2, 3, отвори се тие јајце! О, уште еднаш? 1, 2, 3, отвори се јајце! Јајцето полека се отвори и од него полетаа 4 убави балони. Брзо, Дедо Мраз, тие ќе те одведат до замокот на сината Самовила, извика кокошката. Но замоли ги твоите пријатели да избројат гласно до 10. Ајде брзо, дечиња, да му помогнеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! И да видиме што се случува понатаму. Само што изброивме до 10, Дедо Мраз се најде во замокот на сината Самовила. Ама, што е ова? Ја гледам сината Самовила, но замислете, таа има и керкичка. Дедо Мраз долго стоил скријат зад вратата и се плашил да се појави пред самовилите, но додека патувал малку настина и му дошло да кивне. А така самовилите откриле кој се крие во сопата. Што мислите? Што се случило кога го забележале? Што направиле? Биле добри или лоши? Лоши. Ти мислиш дека биле лоши? И рекле Дедо Мраз. Јас водите тробоцина, децата во градот многу се тажни. Дали по цел ден плачат во нивните соби. Плачат многу. Еве што одговорила самовилата. Извини, Дедо Мраз, извини што ти измачив да дојдеш толку далеко. Јас не сакав да бидам лоша самовила, но луѓето и онака се плашеа и секогаш бегаја од мене, зашто мојата кожа е сина по боја. Дури и со моето девојче никој не сакаше да си игра. Кога ќе дојдеше новата година, сите жители од градот заедно славеа околу една многу убава елка и за сите имаше подароци, а нас никој не сакаше и сите се шегуваа со нас. Се сеќавам, таа последна снежна нова година, моето девојче толку силно и тажно плачеше, што мене срцето ми се замрзна и некоја лоша сила во мене ме натера да направам магија и да ги заробам сите снежни облачиња. А потоа, со нивна помош, го изградив овој скриен замок за мене и за моето девојче. И ние сме тажни тука, и нас не ни е убаво само. Имаме само неколку слуги, ама и тие си тагуваат за својот дом. Не грижи се, рекол Дедо Мраз. Ти сега, полека, ослободи ги снежните облачиња и подгответе се со девојчето за пат. Јас ќе одам прво во градот и ќе ми ја раскажам вашата приказна на луѓето од градот. Сега луѓето не се повеќе лоши, многу убаво ќе ви биде. Дури и на малечката Самовила ќе биде прекрасно со новите пријатели. И така Дедо Мраз се упатил кон градот. Но патот бил многу тежок. Затоа сега ние ќе му помогнеме. Ќе му помогнеме на Дедо Мраз да го најде патот до градот, но ќе направиме и нови патишта за Самовилата и незината керкичка. Да сега уште поќе пако си.
Я ovo je drug put. Ideš na brzine kako se pravi. Ne po onoj, po vamo, na vamo. Ne po domnoj, eto tako, po toj kući. Hej, Andrej, ja ti kažem ako grešiš nešto po patekata. Ne odi pod... Ajde, teraj me. Ej, nemaš drug pakost da napraviš igra, već ja. Што кажале луѓето кога слушнале тажната приказна? Тие се коразувите. Не дека се плави, туку и тие има своја душа. А не само ние. Значи така рекле луѓето? Да. И што одлучиле? Некако се договориле, некако убаво да ги пречекаат самовилите? Да. Ми предаде забава ко дојдоле. Ко досле? Забава, А што мислите? Каква била забавата, нешто, како изгледало тоа, на кое место била? Во кафане некој балони наредено да кај игра. Точно сакат се самовилите има.